Се наоѓаме пред еден од најпознатите синџири на бели пецива, пекари и буреџилници во Прилеп, Џулијано. Име кое што кога ќе се спомене е синоним за квалитет и вкусна храна само по себе. Овој прилепски бренд започнува со работа уште во 70-тите години на минатиот век, како една од најстарите и најпознатите буреџилници, која што тогаш била лоцирана во старата Прилепска чаршија, а неа ја раководи и управува Милан Дамески. Денес овој прилепски познат бренд го превзема неговиот син Пеце Дамески, заедно пак со неговите синови Милан и Давид. Како се прави еден од најстарите буреци и најпознатите во Прилеп со рецепт кој што се пренесува од генерација на генерација, ќе ни каже самиот Пеце, но исто така ќе поразговараме и за широката палета на бели пецива кои што денес се продава во Џулијано. Да погледнем. Добар ден. Пеце тука е? Тука е, да. Вамо? Да. Здраво. Здраво. Како си газдаш? Добре. Здраво. Добре. Добри еве да ве посетиме, како што и претходно кажа во најавата, во еден од најпознатите прилепски брендови за бурек и за бели пецива. Да, точно е. Тоа е, ние сме доста одамна во нашиот град. 50 годишнина лани правиме и сега Една од најстарите буреџилници отворена во Прилеп. да. Зошто Џулијано? Секој прилепчанец има прекарам, овој многу интересен, малце на странски, на италијански, некако. На италијански таа вака сега. Ние во 1972 година живееме во Швајцарија. Таму татко ми работеше и на секое одење во Швајцарија го сметнуваја италијанската полиција, му личел многу на Џулијано. И стално му правеле претреси големи и затоа е настанато тоа име Џулијано. Така го добива прекарам. Да. Татко ви е еден од најстарите бурекџии тука во Прилеп, со своја буреџилница во старата Прилепска чаршија. Каде го учи занаето? Па татко ми учеше занаето по фурни. Во град во порано во Прилеп имало доста фурни. И таму си учеше занаето и порано на тако занаето оделе посиромашните фамилии, пошто бил многу тежок занаето. Се работело по цели ноќи се работело и затоа татко ми си го научил тој занает и до ден денеска обстојува тој занает. Во Швајцарија дали го применувал истиот? Во Швајцарија работеше тој исто пекарска, бурек не, али бели пецива и леп произведуваше таму, а бурек не. Пошто во Швајцарија бурекот не е познат како производ. Да. Денес бизнисот го превземате вие. Јас го преземав бизнисот, еве работам од 90-та година, самостојно, и од до ден денеска си работам уште на бизнисот, а во меѓувреме и децата мои, Милан и Давид, и тие си го зедаа занаетот, си го научија, пошто јас уште како мали ги учев да си го знаат занаетот, да си го... Пошто е догодовен занаетот и стално има работа. Ајде да погледнеме како се прави еден од најубавите буреци тука. Значи, се наоѓаме во просторот каде што се започнува со правењето на бурекот. Што е потребно за почеток? Тестото се подготвува претходно. Вака сега за бурекот е доста специфична работата од бурекот, затоа што за бурекот процесот на производство е подолго трае. Затоа што први се прави замес за тесто со доста квалитетни брашна, за да може корите да се тегнат убаво. После замесот се чеврдисува тестото, се кине и се чеврдисува тестото. Тоа тесто од кога се чеврдиса треба најмалку да стои 2 сати, најмалку минимум 2 сати, за да може да се штави, тоа се вика штавување на тестото, за да се одмори тестото. После тоа се разплескува тестото вака како што си е сега моментално и после и тоа пак треба да стои околу најмалку 20 до 30 минути, вака да стои во оваа положба, за да може корите поубаво да се тегнат. Што е тајната за еден добар бурек? Во што се состои најголемата тајна? Најголемиот рецепт, да кажем? Тајната е да си работиш работата со љубов и да бидеш квалитетен. Да нема сега вамо имало поевтино брашно, па земи поевтино и за секоја работа си има, за секој квалитет треба да си има и квалитетен материјал да ставиш. И доста треба да се работи со љубов, затоа што бурекот е еден вид уметност, која што е многу, тој занет многу тешко се учи, не е како кифла или како геврек или пица да се научи за многу кратко време, али за бурекот треба години искуство. Ајде да видиме како се започнува со размесување на еден бурек.
Површината ставате што? Маргарин и масло. За да не се лепи тестото. Да, да не се лепи тестото, се става маргарин од оздола и од озгора. Сега многу луѓе, мајстори, за да биде квалитетна и танка кората, најмногу се танчат крајовите, затоа што во фрлањето на бурекот крајовите не се тегнат, се тегни средината. И затоа пред да се почне со фрлање на кората, крајовите се многу се танчат, за да биде кората танка. Најинтересниот и најтешкиот дел е овој. Ова е сега многу тешко се учи овој и секој не знам дали може да го научи, пошто за ова сака и војля и пракса се. Колку време вие го учевте овој занает? Па јас го учев, јас почнав да го учам од 12 години, веќе го знам занаетот. Татко ми, Бог да си го прости, Милан Џулјано, ме бркаше да не го учам занаетот, пошто е многу тежок. И ми викаше, синко, ти да оди да го учиш. Овој занает е тежок и нема да го работиш. Но вие сепак го научивте. Јас го учев без негова дозвола. Кој ве научи? Вака сега, ние занаетот го научи, јас лично го научив во старата чаршија што отвори пекара во Борџилницата. Првата Борџилница. Таа се викаше токму така, стара чаршија. Стара чаршија. Таа е отворена 74 година и работење на горниот спрат, а долу се продаваше. Тука работеа татко ми и мајка ми и еден мајстор имаше и тој мајстор ме учеше. И јас кај него работев како на парче. Тој ми плаќаше, татко ми него го плаќаше, а тој мене ме плаќаше. И така скришно. Без да знае вашиот татко? Без да знае, да. После татко ќе заврши тука, од што имав голема војля за да се го научам занаетот. Дома има баба, покојна баба, сега покојна, и таа ми месеше тесто. И таму таа тестото кој ќе ми го месеше и ќе го се чалрдисав јас и на сини не мали. На малечко синичи. Тука ги фрлав корите. Тука вежбавте? Вежбане, да. И дома и на работа. Сега ова е првото тесто што се приготвува? Ова е кората, ова е за тепсија, првата кора. Ова е стандарден бурек во Да, форма на круг, да. Во тепсија. Се прави со 4 кори. Зошто токму со 4? Што значи број 4? Зошто не со 5 или со 3? Или е најоптималната бројка на кори која што Вака се тепсиите зависи и од големината на тепсијата. Например, 4 кори, затоа што кој е многу 5, ако се става кори, не може да извади. Значи се ќе биде многу со тесто. Бурекот, за да имаш квалитетен бурек, треба добро да се меси, добри брашна да има, добро да се направи, добро да се испечи и уште по-добро да се продаде. И муштеријата да биде целосно задоволен. Значи има повеќе фази. И има фази, да. Од правењето до конзумација на бурекот. Да. Значи се треба. Зарзаватот кога го ставате? На втората кора. Втората кора кога ќе направам, треба Значи после оваа кора. После оваа кора, да. Значи доаѓа како на средина од самото тесто. Да. На средната кора се става дали со изварка. Колку е танка оваа кора? Па нема мерено точно колку е, али е многу танка, можеш да читаш вестник преку неа. Што би рекле старите книга цигара. Да. Децава стално ми викаат тато да си купиме машина. За месење да не се мачиме, оти и сега малку и редуциран број на пекари, бурекџи. Ама машината не може да биде вака бурекот, не може да биде квалитетен. Оти раката кај што ќе вати. Што е тајната да не се скине ова тесто? Тајната е, значи многу е битно брашното. Најбитно е брашното. Да оти овие брашна. Дали се става нешто во самото брашно? Не, само сол и вода ставаме, ама многу е битно пченицата. Пченицата е многу битно. Какво брашно ние употребуваме Павлович брашно, тоа е од Босна го набавуваме преку Гостивар и тоа има пченица од мажарска пченица. Многу е битна пченицата. Мажарската пченица е квалитетна и многу убава вака се тегни кората. Кај нас не може да произведат во Македонија брашно за бурек, пошто нема мажарска пченица. Значи сега се витка втората кора, како што кажаме се поставува зарзаватот, се овој со што ќе биде бурек? Ова е со изварка. Сакаш со изварка, сакаш со месо, сакаш со печурки, со кашкава, сакаш пица со пица фил. Значи секако спрема муштерите ни си прави. Различни буреци произведувате, но исто така произведувате освен мрсни
произведувате сега и постни кој бурек. ќе се пости, како што е сега моментално постно, за Петровдените пости, правиме бурек со спана и со кашкава посен, со соја, сојата убаво се филуваме со црн пипер, со кромиче, така убаво да биде вкусно, да имаш меко ќе јадиш. После правиме со печурки со кашкавал. Каков бурек сакат најмногу прилепчани? Кој бурек Секако најмногу се јадат, троши? прилепчани зна да јада бурек. Прилепчани нема да јада бурек со машински. Тоа е факт. Значи додека рака не го заврти, Дури не го заврати вака раката, машина тоа не може. машина не може, затоа што машината не може околу да биточи и кога ќе гадиш не може да го жвакаш. Јас имам пробано машински бурек, во Прилеп и да го правиш и без пари да му го даваш не го јадат. Затоа што Прилепчани знаеш што е квалитетен бурек. Вкусот на прилепчани е истинчен за бурекот, а еден од главните виновници сте вие и вашето семејство кои што ги научивте да јадат добар бурек. Да. А на друго место, како што се на Морина, во Хрватска, таму превладува. Има мајстори што сега моментално што заминаја од кај мене, работа таму 3 месеци, 9 камења работат, тие работат таму машински. Таму еднаш го зема и готово, после нема да се врати пак да купи. Колку мајстори имаат поминато низ пекара Џулијана, колку бурекџи? Па јас лично имам научено преку 20 деца имам научено на бурекџи вака на занаето, кои си имаат сами. Не го чувате љубоморно за себе. Господ вика, таа рака што дава не се слуши. И затоа ги учам децата и ниве, за сите има работа. За сите има работа. Сега се става изварката, или месото, или Колку треба количински да биде изварката за да биде 120 до 150 грама отприлика. Тука се става филот на тепсите. На вртените буреци 40 грама филот. Оде. Кој бил најинтересниот бурек што сте го направиле да се има? Вака подетално нема да интерес, за сите се стандардни буреци. Вака се може со фил да филоте може да му ги смениш да биде Сте поинтересен. имале некоја чудно интересна порачка? Ами правиме со чајна, некој сака вака посебно со чајна со свински врат. Значи може и по Сега порачка. правиме со биено сирење по наше, со биено сирење само кај нас ги има во пекара Џулијано. Тоа е наш ново производство и со биено сирење правиме перец. Тие се наши производства. Од пекара Џулијано. Сами си вадиме производи и си муштерите ќе кажат, ако е квалитетно, ќе се троши, ако не, Дневно колку вакви буреци се произведуваат кај вас? а да ви кажам право, доста се произведуваат, имаме 6 мина мајстори, бурекџи во пекара кај нас, 6 мина се и сите си работат. Имате 7 објекти. Во градов, да, имаме 7 објекти. Сега ова е најнов објект. Моментално и е доста ексклузивен и доста работа има. И ние не штедиме пари во опремата и на машини и на интериер натрешен, пошто децава се 20-та, децава се 20-та архитекти и магистрирано на Америчкиот колеж и пак си го одбрале за не да си работи. Значи од архитекти до Да, дете во моје работеше во Швајцарија, архитект беше. Ова ви го кажувам 2015 година. И јас си реков, ако појди таму ќе остане. Ето за го задржам, му го дадов точно дуќено да си го работи сам. А јас си отворив нов дуќен во Стара Рачаршија. но се врати. Тоа беше 2015 година. И го отворене тогаш многу ексклузивен беше, со седење внатре, со јадење, со столици, со маси, доста ексклузивно направено. Децата беа и женава беа против отворањето на тој дуќан, пошто многу пари се вложија, дали ќе има работа, ќе нема, ризик. Ако не ризикуваш, нема добивка. Мора да се ризикува. И тој до денеска си го работам јас. Знаат вашите синови Милан и Давид да прават вака бурек? Тие знаат од мали. Значи јас уште мали ги терав да си месат. Исто вака да вртат тесто се? Да, комплетно знаат се да работат. Уште мали ко беа, јас си ги учев да си фрла кори, да има воља за работа. Освен бурекот произведувате и огромен број на други видови на бели пецива. Значи нашиот во пекари во Џулијано има многу голем за
Значи вака изгледа една тепсија со бурек од Џулијано. Може да погледнете. И ова оди потоа на печење. Печење и на Колку време треба да се 20 пече? минути се печи. За 20 минути 20 до 25 готов бурек. да. И може одма да се јади. И кај нас се јади одма, на пример 15-10 минути, отие ко постои па не е убаво после зедење. Сега ќе направиме вртени буреци. Да, тоа сака да ја прашам. Има различни форми на како банички, Как, има да. правоаголници, долги триаголници. Сега ќе направиме и триаголници. Што дали има некаква разлика во вкусот или? Вака сега, триаголникот има почен кора за јадење. Почен некој сака, ако сака муштеријата да јади повеќе на тесто, што се вика, се земи тепсија. Ако сака повеќе на кора, ќе се земи вртен, триаголник, зависи кој како си сака. Значи тоа е сето до вкусот. Вкусот на муштерите, да. Вие што преферирате? Кој бурек би им го препорачале? Јас да ви кажам право си јадам повеќе на вртени буреци. Овие стандардни? Стандард вртен. Вртен не, овој тепсија, вртени, сега ќе ви направам вртен бурек, А како банички? како баничка, да. Ова сега ќе биде вртен бурек. Тој го правиме, на пример, И тој се прави исто со 4 не, видови само на една тесто? по една кора. Една кора и едно бурече. Значи ова сега што гледаме е едно бурече. Да. Не може да машината вака да го направи танко. И кога ќе го јадеш од машински бурек, треба еден да те чука по грб и да го голкнеш. Вака тестото самото игра на масата. Да. И кога ќе јадиш ти бурек, не треба да се уморуваш. Ова дека ќе се умориш од бурек што машински. Да, во јадењето треба да уживаш Да уживаш кога ќе јадиш, да. Рековте кај вас бурек не останува многу долго затоа што веднаш се троши. Се За троши, колку време да. се троши, еве, да речеме една серија на испечени буреци? Вака сега, ние овдека работиме 24 сати, не затвораме воопшто и ностоп си има буреци. Мајсторот ќе си направи буреци, ние имаме фрижидери што ги држуваат буреците. На пример, мајсторот кој ќе му заврши смената, си заминува и после си остануваат нешто, некое време да си Значи ова е тоа вртено бурече. Тоа е вртено бурече. Еве како изгледа вртеното бурече. Тоа може да биде со месо, со изварка, постни буреци. Рековте дека имате огромен број на видови на други бели пецива. Тие ги правите по некаков рецепт традиционален или пак малку помодерни? Вака се ние, па 50% од производите што се овдека во нашите пекари, ние сами ги имаме измислено, сами си ги ченкарно, на пример, што ги правиме, се наше производство. Со перек, со биено сирење, наше производство. Има многу производи што се сами си ги произведуваме, а има производи, на пример, си одиме, еве сега, земаме роба од Хоризонт, од Скопје. Земаме брашна за крофни, брашна за пченкарни, брашна интегрални и тие там одиме на обука, едноставно ни даваат проспекти, што да се прави како, или овдека луѓе мајстори не обучуваат. И така, ако сакате Овој занает треба постојано надоградување за да постојано, сакаш да го работиш. да. Ами иначе ќе се останеш монотоно, со неколку производи толку. А луѓето се бара вкус. Колку производи имате моментално? Па има преку 70 производи. 70 производи Да. во пекара Џулијано. Да.
Сите тие се подготвуваат тука, така? Сите овде. И ние работиме лајв. Нема снимка, овдека се работи и се произведува. Еве триаголниче. Еве го триаголничето, како изгледа, еве го вртеното бурече, а еве како изгледа една тепсија. 3 различни видови на бурек. Ова ќе биде? Ова ќе го направиме вртено вака сега окружно. Значи овие вртени се прават со извртка, со месо и посни буреци ги правиме од овие вртените. Ова ги правиме на пример со свински врат и со павлака. Сега ќе ви направам со биено сирење како изгледа вртено бурече. А дали работите со порачка, пример, да се јавам да порачам неколку буреци, тепси и така натаму? Си порачува луѓе и точно време си кажуваат кое време му сакаат, колку сакаат. Кои од овие објекти работат 24/7? 24 сати работиме точила и овој објект. И во овој објект. работиме Останатите? 24 сати. Со Останатите определено во Старава работно чаршија работиме до 8. Те болница на работиме исто до 8. Сега летниот период, таму има промена на работното време, работиме до 16 часов. После септември кога ќе почнат учениците да учат. И Значи сега ова е вртено во круг. вртено во круг, тоа го правиме претежно само со биено сирење. Како изгледа тоа? Чим има вака жабурки, значи танка е кората многу. И ако ќе си испечи, ќе јадеш и си крцка, а не коциментот да јадеш. Дали имате вие кој да го наследи вашиот занает, како што имаше вашиот татко? Да, вака сега, јас деца имам 2 деца, Милан и Давид. Тие имаат магистрирано Америчко колеж архитектура и дизајн. Едно дете си работеше во Швајцарија и јас си реков ако остани таму ако да се работи, ќе се остани таму, ја не сакам да си живеем во Македонија овдека. Затоа што убаво се живее овдека ако работиш. Поштена работа, професионална работа дава плод. И затоа децава си ги остави овдека да си работат и му реков на Милан и на Давид, дујчено што го држам во точила, ќе му го предадам на нивно владење и финансиски и се комплетно. Али во меѓувреме ќе си бидам и јас тука во работата. И така постапив, тоа беше 2015 година, јас ја отворив во Старава чаршија, нова пекара, ексклузивна тогаш во пекара, со маси, со столици, комплетно муштеријата да си седни комотно, да си касни, да си се напија јогурче, сокче и децава си работеја во точила. И тие доста се успешни затоа што јас кога бев таму и во обемот на производството многу го зголемија, самиот интензивно си го зголемија производството и сега точила е бренд за бели пецива и за бурек. И има доста работа и таму се работи 24 сати без прекид, нема застој, освен за големите празници не работиме. Овој објект исто така работи 24/7? И овој објект така го лоциране во Старава чаршија, јас децава кога си окупија пред 2 години, јас не ги оставав да го отворат, пошто имаме тука пекара и многу ширење не чини. Тие беа целосно сакаат посветени на овој занает и сака да се го отворат и го направија екстра ексклузивна пекара, која што многу завидуваат и од странство луѓе, пошто лани го отворивме во август месец, имаше доста странци и странците многу завидуваа на објектот како е дизајниран, чист, убав и за око допадлив. Како што кажавте, ова е комплетно ваш дизајн. Ова е дизајн на Милан и на Давид, двајцата го дизајнираа и пошто тому е и струка за дизајнирање и архитектура и дизајн и многу успешно го направи ова. Рековте доаѓаат странци. Кои се нивните импресии кога ќе го пробаат бурекот на Џулијано, па и другите бели пеци? Кога ќе дојдат странци, вика дојдете кај нас да работите во странство, дали се од Австралија, дали се од Швајцарија или од Германија, викаат дојдете кај нас отворете. Сте имале такви понуди? Ние имаме понуди, да, во Швајцарија, пошто јас 17 години живееме во Швајцарија, татко ми,
пошто беше татко ми многу добар работник, многу квалитетен и кај што работеше газдата многу голема плата му даваше, затоа што татко ми немаше забушавање како што има. Ти овој занае нема, како не го направиш, ако забушаваш нема да биде направено тоа што е заправено. Имам понуди, јас одиме ние во Швајцарија работиме. 2019 бевне 1000 тепси имам непорачано бурец. Таму имаме на просторија, имам таму и роднини, и сестра, и зет, и тетки има многу, па пола фамилија ми е Швајцарија мене. И Германија си набавуваме материјали од Германија, пошто кај што одиме е Базеланд местово, близко е германската граница, таму е многу поевтино, 3-4 пати е поевтино материјалите, масло, брашно. Во текот на 5-6 месеци се набавува материјали и после одиме секој 2019 кога последно бевне, 1000 тепси имам непорачано. Сина ги направи 1000 тепси, 30% материјал, 70% кеш лове, што си донесуваме одека парите, во Македонија си ги трошиме. Таму печали имав да си трошиме. Вие за крај идните планови, кои се? Па идните планови, децава порано вика и за Скопје да отвориме така пекара. Јас не му дозволувам надвор од градов, само во Прилеп, затоа што во друго место нашиве услови се такви што гледаш конкуренција подобар од тебе, па ти пушта инспекции, па да те казнат, па и за тие работи претежно ти работи не сакам да отворам друго место во Прилеп. Пеце, ви благодарам уште на одвоеното време и на овој разговор за емисијата Од идеја до успех. И како што можете да забележите, го прикажаме целиот процес, како се произведува еден од највкусните буреци тука во Прилеп, но и како што самиот Пеце кажа, дури 70 вида на бели пецива, каде што нема не само во Прилеп, туку и во можеби и во целиот регион. Да. Повелете, дојдете И уверете се, затоа што и уверете се сами во квалитетот. Да, зашто нашите производи има специфичен вкус, кој ќе касниш еднаш и нема да остани само на тоа. Затоа што се работи со љубов и со мерак. Токму така, кој дошол еднаш тука, повторно се враќа назад. Да.